Од текот на кариерата сум се соочила со многу бројни и закани на интернет и навреди, клевети, објавување на приватни фотографии, измами, нарушување на приватноста, пробив на лични податоци. Тоа се дел од бројните појави во глобалниот онлайн простор, каде интернет слободата често се претвора и во интернет насилство. As elsewhere in the European Union and beyond, there is hate speech, discriminatory rhetoric, leaking of private data due to cyber attacks, malicious use of artificial intelligence, and a rise in disinformation and malign information narratives. Но како што истакна евроамбасадорот Дейвид Гир на конференција во Скопје посветена на интернет слободите, во земјите од Западен Балкан недостасува системски пристап за заштита. But here in the Western Balkans, unfortunately, governance in the internet space is insufficiently advanced. Во голем број од случаите, главна цел во интернет насилството се медиумските работници. Today's generation of journalists are going to suffer more harassment, online harassment than we had ever faced before, and this is a new front line now. Имаме брутални напади на интернет, дали затоа што сте женско, дали затоа што сте новинарка, дали затоа што имате можеби некаков став со кој што некој не се согласува. Според анализите на Балканската истражувачка репортерска мрежа, нападите најчесто се насочени кон жените во новинарството. Females have always been an easier target. So this is just a new tool of how to target women, and especially those women who are very vocal. Не се споменува дека нешто е неточно, дека нешто погрешиле при нивната работа, туку се напаѓа нивниот личен интегритет, односно изглед, статус, мажена ли е, не е мажена, има ли деца, нема ли деца, дебела ли е, слаба ли е. Women are getting systematically harassed if they do good work. Истражувањата на Бирн покажале дека онлайн просторот низ Балканот е обременет и со дезинформации. За жал се покажало дека луѓето кај нас можне лесно веруваат во некои теории на заговор околу многу прашања што се домашни и светски, од климатски промени до овие геополитички случувања во светот. Да не збориме за теми како вакцинација, производство на храна, технологии и така натаму. Медиумските работници стравуваат и дека вештачката интелигенција дополнително ќе го зголеми интернет насилството. Сега веќе имаме некакви deepfakes, манипулативни видеа, аудија, во кои фотографии, во кои што е многу тешко да препознаете што е вистина, а што не. Да излезе видео на кое што си представен како да си тие, всушност не си тие. Стравувањата се дека овие појави водат и кон нарушување на личната безбедност. И нормално дека во една таква атмосфера кога медиумите се тие што се дел од заговорот, онлайн безбедноста на новинарите не може да биде на завидно ниво. Не ме препознаваа по моите текстови, по мојата работа, туку по она што некој друг пишувал лаги за мене. Само цензурата е една од последиците. If we lose those very fierce women and men journalists because of the online threats, which are not just online, they're actually very physical, they're very real, then the journalism will really have to suffer. Регулација, здружување, правни механизми, јавно прозивање на одговорните. Тоа се дел од решенијата што медиумските работници и истражувачи ги предлагаат. Да, регулација, апсолутно. Регулација која што ќе ги заштити нашите податоци, ќе ги заштити нашите права, не регулација која што нели би била некаква цензура. We have to remember that internet is borderless. So unless we cooperate, there's no other way to solve any kind of issues, including digital violence. И полицијата и обвинителството многу посериозно да ги земат предвид ваквите случаи, да реагираат навремено. But we know what kind of public institutions we have in the Balkans. They don't care unless they are embarrassed. This is the philosophy in which we go after. We try to embarrass institutions, not ask them. Bureaucrats need to be pushed and need to be educated themselves and then educate others. Регулирањето на интернет содржините се уште е тема за дебати во западните демократии. Од пред 2 години, заштитата на онлайн корисниците во ЕУ се врши преку така наречениот Акт за дигитални сервиси. Од февруари лани пак, во Северна Македонија, нападите врз медиумските работници се сметаат за кривично дело за кое следи и затвор. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.